едно истражување кое се однесуваше на евроинтеграцијските процеси во контекст со прашањето со името поврзано. И тогашните бројки покажуваат, тогашните проценти покажуваат дека 33% од граѓаните очекуваа проблемот да се реши до крајот на годината, 30% 2 до 3 години, додека 12% никогаш. Смета. Понатаму 2012 година направивме такво истражување со МЦМС, процентот на граѓани кои што сметаа дека никогаш нема да се реши проблемот со името изнесуваше 24%. Предпоставам дека ако направиме сега после последните изјави и случувања, верувам дека ние во план во октомври да направиме овој месец уште едно такво истражување, мислам дека таквиот процент ќе биде уште поголем. Сега го согласувате дека ова не дава добра основа за перспективите кои што ги имаме од аспект на евроатлантските интеграции, но како активен учесник во целата постапка во пред арбитражната постапка пред Меѓународниот суд на правдата, еден од нејзините иницијатори би рекол, и поволната одлука за Република Македонија, меѓутоа не и конкретниот напредок во проблемот. Кои се вашите размислувања, што сега, како би го советувале министерот и владата? Благодарам прво за поканата, да ги поздравам сите учесници. Она што сакам да го истакнам пред се спротивно на вашиот апел да не се фокусираме кога збориме за македонската надворешна политика само за спорот околу името, но ние не можеме ниту еден сегмент од македонската надворешна политика да го согледаме реалистички или идеалистички по терминологијата на професорот Малевски, ако не го вклучиме спорот за името во сите овие изминати 22 или 23 години. Дали ќе говориме за периодот од 91 до 95 или од 95 до 2001 или за денешниот период, ние во секој период го имаме како клучен фактор во надворешната политика, за жал непродуктивен, македонско-грчкиот спор околу името, бидејќи истиот се поставува како поголема или помала, но за сега сепак ненадмидлива пречка кон двата стратешки приоритети, членство на Република Македонија во Европската унија и во НАТО. По однос на анкетите би кажал дека тие се рефлексија на јавното мислење, базирана на изјавите, проценките, ставовите на оние луѓе кои што се вклучени во политиката и имаат повеќе информации за актуелното прашање. Во овој случај и ова анкета што сме ја правиле 2009 година и таа што е направена сега или ќе се прави во иднина, ќе биде рефлексија на изјавите на министерот за надворешни работи, премиерот, председателот, пратениците, професорите и други кои што се занимаваат повеќе со оваа тема и јавноста тоа го забележува како оптимизам, песимизам, напредок или некоја друга состојба. Јас би дал еден краток пресек, може би не сосема речем најкоректен, но сепак она што сметав дека е добро да се каже, за да можеме да направиме една проценка на надворешната политика денес и во иднина, да направиме еден пресек на надворешната политика до сега, кои периоди каков статус имале. Мислам дека првиот период од македонската надворешна политика е од 91 година до 95 година. Тоа е еден период на надворешната политика во кој што немаме дефинирани смерници, имаме дефанзива во надворешната политика и сме фатени во една околност на сериозен дипломатски и дури повеќе од дипломатски атак од страна на соседна Грција насочен кон непризнавање на независноста, трговско ембарго, блокада по сите основи. А внатрешно политички, за разлика од министерот за надворешни работи, тогаш и до одреден мерки и председателот, владата тогашна на Република Македонија не е бил приоритетна не е била надворешната политика. Може би биле некои други приоритети. Вториот период е од 96 година до 2001 година. 96 ја споменувам затоа што тоа е годината кога почна да се применува времената спогодба подпишана доцна во 95 година. Тоа значи дека подпишувањето на таа спогодба отвара
еден нов прозорец, една нова можност за комуникација и со јужниот сосед, но отвара и простор за консолидација на внатрешно-политичките состојби и за консолидација на смерниците на надворешната политика на Република Македонија. И мислам дека во овој период од 96 година до 2001 година веќе се поставуваат правците во Македонија, релевантните политички чинители веќе имаат дефинирано јасен став дека нашата цел е за членување во ЕУ, за членување во Северноатлантската алијанса, и ако Македонското собрание во 93 година донесе една декларација или резолуција за зачленување во Северноатлантската алијанса, но тоа не беше ништо повеќе од декларација. Од 96 до 2001 година веќе имаме консолидирање на тие приоритети и нивно по јасно зацртување. 2001 година е година сама за себе, пропуштена за надворешната политика заради војната криза која што тогаш ја преживувавме, и тогаш наместо Македонија да влезе во ЕУ и НАТО влегоа во Македонија. И Македонија стана дел од меѓународните дискусии, наместо да биде чинител во тие меѓународни дискусии. Македонија беше тема на тие дискусии, за жал, и таа година не може да се смета како продуктивна во однос на надворешната политика. Третиот период според мене од 2002 до 2008 година, кога повторно имаме реетаблирање на надворешно политичките приоритети, имаме засилување на активностите за членство во НАТО, во Европската Унија, имаме подобрување на имиџот кој што претходно претрпел одредени штети во текот на 2001 година, и веќе ги имаме и првите резултати по однос на нашиот статус, кандидатски статус со Европската Унија, по однос на нашето исполнување на критериумите за НАТО. Но 2008 година е година на, би рекол, едно дипломатско размрдување, затоа што тога се случува ветото од страна на Грција на самитот во Букурешт, и истата година се случува од наша страна поднесувањето на тужбата пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. 2008 е исто важна за да се знае дека она што од 91 до 95 година беше грчка блокада физичка, трговска, стопанска, попречување на многу држави или лобирање кај многу држави да не се признае независноста на Република Македонија, во 2008 година ние повторно имавме ембарго, условно кажано, од страна на соседна Грција, но тоа беше дипломатско ембарго. Тоа беше со употреба на ветото во рамките на Северноатлантската алијанса и прекршување на времената спогодба која што одзеде еден добар дел од нашата политика од 91 до 95 година. Она што беше споменато тука и за малите држави, тоа го искусивме и самите ние како членови на влада тогаш кога отворивме расправа по иницијатива на Министерството за надворешни работи и моја тогаш како министер за надворешни работи, дали и зошто треба да ја поднесеме тужбата пред Меѓународниот суд на правдата. Многу колеги од владата на Република Македонија го спомнаат токму тоа. Дали сме сигурни дека ние ќе го добиеме судскиот спор? Сега нормално, кога секој однапред би бил сигурен дека ќе го добие или нема да го добие судскиот спор, ќе тужи или нема да тужи. Тогаш веројатно полесно ќе биде предвидливо, но бидејќи се работи за процес и предмет, не може никој да се биде сигурен. Но главните забелешки од одредени или дилеми од одредени членови на владиниот кабинет во 2008 година беа: ние сме мала држава. Секогаш кога се одлучувало на меѓународна маса за Република Македонија, одлуките не биле поволни, и ние како мала држава со помали ресурси и капацитети и дипломатски вклучително, за разлика од грчките, не сме сигурни дали треба да ја поднесеме оваа тужба, бидејќи може да не наместат. И може се тоа да биде изработено позадински и Македонија да добие неповолна пресуда од Хаг. Немаше многу кандидати и доброволци кои да биде застапникот на Македонија пред Меѓународниот суд на правдата, бидејќи не се знаеше исходот и тоа бев јас по службена должност. Но како и да е, откако ја поднесовме тужбата, разговаравме и со нашите професори, адвокати, застапници со кои што соработувавме.
врз основа на што и дали воопшто политиката ќе влијае на тоа како ќе се изјасни судијата од Јордан, судијата од Сомалија, судијата од Бразил, од Алжир, од Русија, од Кина, од Нов Зеланд, земји кои што навистина немаат ниту директна, ниту индиректна допирна точка со Северноатлантската алијанса или современата спогодба како таква и самитот во Букурешт каде што се случи попречувањето. Она што ни беше кажано тогаш и мислам дека важи и денес е дека тоа што вашиот спор и вашиот проблем не е голем и не е ескалационен и не навлегува во сферите на интерес на поголемите меѓународни играчи е преднос за вашиот